Преспанското јаболко може би е бренд, меѓутоа треба да биде уште поголем. Решенијата се во моментов се некаде другде, не се онаму порано кај што ги баравме, сега се во дигитализација, во вештачка интелигенција, во Internet of Things и така натаму. Не е дека не веруваат на науката. Не веруваат на луѓето што им ја даваат науката. Не може не научник да даде наука. Арско ѓубре не се става, ако не ставаме ниту компост, ние само ќе ги осоромашиме нашите почви и ќе ја изгубат својата отпорност кон климатските промени. Значи помалку вода ќе може да задржи, нема да биде доволно плодна. Значи сега може би проблем, меѓутоа во иднина ќе биде многу поголем. Треба да го најдеме просторот помеѓу органското и конвенционалното, кое што ние во науката го викаме еколошки прифатливо земјоделство. Која е одржливоста? Само со влез на државата. Дали државата преку локалната самоуправа или државата преку централната власт, мене навистина ме е сеедно. Ама некој мора да ги поддржи тие земјоделци и системите кои што се градат за нив да останат во трајна употреба за нив. Добре дојдовте. Во неформално на Сител подкаст ги продолжуваме разговорите за чистата животна средина како дел од проектот Преспа Разбуди се за чиста животна средина, во кој што соработуваме со Институтот за комуникацијски студии. За да подобро го разбереме влијанието на земјоделието врз состојбата со Преспанското езеро, овој пат ќе ми помогне професорот Ордан Чакулев од Факултетот за земјоделски науки и храна. Професоре, добре дојдовте. Добро ве најдов и поздрав за сите што не слушаат и гледаат. За да се обидеме некако да ја доближеме состојбата до гледачите, ние изработуваме серија на документарни филмови. Последниот е насловен Цената на Преспанското јаболко или што треба да се плати за да се добие оној познат бренд на Преспанско јаболко. Како стручно лице морам да ве прашам какво е значењето на Преспанското јаболко или на она што го работат земјоделците во Преспа за целокупното земјоделие во државата. Добро. Јаболката од Преспа е големата овоштарска култура, односно овоштарско производство во Република Македонија. Таму се работи според различни податоци некаде околу 4000 хектари, да не кажам точни бројки, помалку повеќе, и некаде околу 2500 земјоделци ги произведуваат тие јаболки, што значи дека тука доаѓа до една сериозна оптовареност. Каде е проблемот? Таму се одгледува една единствена култура – јаболко. Јаболкото, без разлика на сортите, има иста агротехника. Значи, сите прскаат со исти пестициди, сите, односно слични, сите ѓубрат во исто време. Знаете како одеднашка се извршува голем притисок, особено на подземните води кои што се користат. Сите сакаат да наводнат во исто време, кому треба на јаболкото. Така да, јаболкото врши притисок, да. Меѓутоа, Преспанското јаболко може би е бренд, меѓутоа треба да биде уште поголем. Бидејќи се тоа производство е некаде на преку 800 метри надморска височина, тоа може да биде и брендирано како планинско јаболко, тоа може да биде, бидејќи има и многу повисоки површини таму, и треба конечно да се ослободиме од оние традиционални стеги, да го гледаме Преспанското јаболко како ефтин производ за домашна консумација. Знаете, тоа е еден добар производ, треба да се направи промени во сортиментот, треба да се направат нормално и намалувања на притисоците од агрохемикали, од прекумерна употреба на вода. Меѓутоа, сето тоа може да се направи. Решенијата ги знаете, решенијата се во моментов се некаде другде, не се онаму порано кај што ги баравме, сега се во дигитализација, во вештачка интелигенција, во Internet of Things и така натаму. Значи, тоа ли е решението за одржливо земјоделство во Преспа? Па, тоа е начин на кој што вие можете да допрете до поголем број на корисници. Значи, во Преспа имам многу искуство. Значи, некаде уште 2000-та почнавме со промоции на капка по капка, понатаму промоции на фертиригација, па потоа градевме системи за прецизно наводнување со кои што земјоделците можева да определат кога да наводнуваат и колку вода да стават. И сето тоа некако се развиваше полека. Така да земјоделците во Преспа се спремни. Они ги сакаат овие работи. Не можам да кажам за останатите производни региони во Македонија, меѓутоа во Преспа тоа се напредни земјоделци кои што веќе имаат искуство со современите технологии на производство и да, сакаат. Особено беа многу спремни да го користат системот за
најава за прскање, за ризикот на болести. За жал, системот за наводнување, односно кога да наводнуваш и колку вода да дадеш, беше многу помалку користен, така да дури и не заживеа како што треба. Зошто? Многу едноставно, земјоделците заштитата ги кошташе тогаш некакви 500 евра на хектар, наводнувањето ги кошташе цена на струја, бидејќи не плаќаат за водата, нели имаат своји бунари, и ги кошташе помалку од 20 евра. Ако ги прашате на терен, тие велат дека барем оние кои што се представуваат како постручни во секторот, велат дека не сите ги слушаат советите за тоа кога треба да се прска, не им веруваат се уште многу на науката, се водат по оние предадени знаења од нивните родители, од дедовци, од тоа како и во кое време треба да се врши прскањето на јаболката. За да се намали употребата на пестициди во овоштарството, пред 20 години регионот добил агрохемиска лабораторија за педолошка анализа на почвата и систем за автоматски агрометролошки станици. Сепак голем дел од земјоделците не им веруваат многу на технологијата, па се уште прскаат тогаш кога тие мислат дека е најсоодветно, наместо по препораките добиени од агрометролошките станици. Земјоделците имаат различно мислење и за влијанието на отпадот врз состојбата со Преспанско езеро. Колку според вас има влијание употребата на пестициди врз водата во езеро? Најверојатно има. Колку, како, јас не знам, не можам да кажам. Меѓутоа, ние без пестицидите не можеме да го постигнеме ова што го постигнуваме. Ние и со пестициди имаме проблеми, а не камоли без пестициди, без третирање. Значи, употребата на пестицидите ние го вршиме фолиарно. Тоа значи дека сега третираме тука и тоа остануваат тука и во почвата. Количините на врнежи во текот на летниот период не се големи за да може таа количина на пестициди да се измиет и да одат во езерото. Значи нема шанса дека земјоделците се причинители за загадувањето на езерото. Не сметам, тоа е мое мислење. Затоа што исто така и со ѓубривото. Ние го аплицираме, претежно користиме кристални ѓубрива кои што се аплицираат преку системите за наводнување, одат директно во почвата. Не се промиваат со дождот и да одат во езерото. Така да тезата дека земјоделците се криви за состојбата со водата во езерото, според нас земјоделците не е така. Зошто не им веруваат на науката? Зошто? Не е дека не веруваат на науката. Не веруваат на луѓето што им ја даваат науката. Не може не научник да даде наука. Они бараа, мисля, че најголем дел од земјоделците бараа фотоволтаици за наводнување. Да, ги видовме на терен, ги користат за помпите за наводнување. Да, кога ќе им дојде цената на водата нула, пак ќе се вратат на пред 2000 година, кога наводнуваа со 20.000 хектари повеќе, 20.000 метри кубни на хектар, повеќе од ориз добиваше 1 хектар јаболка. Верувате или не? Значи, нема да го кошта више тоа. Ќе земе фотоволтаик, пумпата ќе работи дур има светлост, супер, не земава системи со кои што може да определат кога, како, колку, така да може да дојде и до еден процес на враќање назад, доаѓање на прекумерното наводнување повторно на сцена. Значи мора да се внимава и со таа модернизација, модернизацијата да биде во корист и на природата и на земјоделието. Професор, сега зборувајќи за ова, работите и самиот кажавте дека низ годините се менуваат. Земјоделците велат ако пред 10 години откупната цена на индустријско јаболко била половина денар, сега е 10 денари и им се исплаќа многу повеќе да го предадат тоа јаболко наместо да скапува на нивите. Со тоа дел од органскиот отпад на ваков начин во моментов е решен, меѓутоа се уште останува проблемот со останатиот органски отпад кој што произлегува на овие овоштарници, а не станува збор за индустријско јаболко. Што може да се направи или како да се влијае на земјоделците за да се рециклира, да се искористи повторно, да се реупотребува и тие да имаат корист од тој отпад кој што се создава на нивните овоштарници. Еве, се возобновува компостарата во Преспа, треба да почне со работа идната година, но дали е тоа доволно и што може плюс да се направи? Видете, овоштарниците во Преспа скоро сите се во моментов затревени. Така да они косат и тоа го оставаат
тука да влезе во почвата не се собира таа органска материја, така да компостот е малце комплицирано да биде употребен, меѓутоа е најверојатно најдобриот правец, односно за мене најдобриот правец, поради тоа што јас сакам онаа органска материја која што ќе ја создадеме на нашата почва, да ја вратиме во нашата почва, бидејќи тоа е едно од основните правила на одржување на здравјето на почвата. Арско ѓубре не се става, ако не ставаме ниту компост, ние само ќе ги осоромашиме нашите почви и ќе ја изгубат својата отпорност кон климатските промени. Значи, помалку вода ќе може да задржи, нема да биде доволно плодна. Значи, сега може би проблем, меѓутоа во иднина ќе биде многу поголем. Како да се ѓаболкото треба да оди нормално оноа што е, знаете, во чување они имаат преку 30% загуба. Тоа мора да оди во компостарата, мора да се произведе компост, енергија може би да се произведе биогаз. Меѓутоа они имаат и друг тип на отпад кој што е отпадот од кроење, некаде неколку кила по едно дрвце, развиено, возрасно дрвце се добиваат, и таа биомаса, дрвенаста биомаса може да иде во друг правец, да иде кон енергија, кон можеби пелети, можеби некој друг тип на огрев, можеби да се отвори некоја индустрија која што ќе има потреба од овие отпадни од кроење, да не знам, да се произведува пареја, да се произведува калвадос. Значи, ние можеме да искористиме. Да му дадеме нова вредност на отпадот. Па, видите, јас не сакам да го викам отпад. Добро. Тоа е биомаса, тоа е голема вредност. Значи, Кој што во моментов завршува како отпад. Така? да, завршува како отпад, меѓутоа тоа не е отпад, верувајте ми. Има и енергетски потенцијал, има и потенцијал за одржување на квалитетот на почвите, така да има дури потенцијал за додатни бизниси, додатни приходи на фарма. Така да не би го нарекол отпад. Ве разбирам сосема, професори, така, да. се согласувам со вас. Зборуваме од аспект на тоа како во моментов земјоделците го третираат. Еден друг момент на кој што тие некако не можат да се навикнат или покрај тоа што државата еве дава за 50% повисоки субвенции за органско производство, некако не успева моментот да се пренасочат на тој начин на производство. Има ли начин органското производство да стане доминантно како начин на производство во Преспа и колку тоа би било корисно? Треба да го најдеме просторот помеѓу органското и конвенционалното, кое што ние во науката го викаме еколошки прифатливо земјоделство. Да. Значи да немаме негативно влијание. А што значи тоа? Да имаме прецизно наводнување, прецизно ѓубрење и повторно се враќам дека на фармерите, на земјоделските производители ќе им биде полесно тоа да го спроведуваат со примена на дигитални алатки, него на она чувство, знаете, да погледнам, да ја фатам земјата. Дигиталните алатки сепак се подобри. И уште една работа која што јас сега би ја направил е автоматизација. Нема потреба више да иде на нива. Знаете, автоматски ќе се уклучи наводнувањето, ќе пратат, ако имаат, например, дронови, ќе го прати дронот да иде да испрска, ќе се врати. Дигитализација во земјоделството. Да, дигитализацијата Професоре, ви апсолутно. сакал некако ме наведовте сами на заклучокот на овој разговор. Земјоделците генерално низ годините наназад се обвинувани за прекумерната употреба на пестициди, за фрлањето на тоа индустриско јаболко во езерото, што еве тие тврдат дека повеќе не се случува, за искористувањето на водата од преку бунарите и со сето тоа нели негативно да влијаат на состојбата на Преспанското езеро. Рековте сами на почетокот дека Преспанско јаболко може да биде уште поголем бренд, но може ли овие два големи брендови, Преспанско езеро и Преспанско јаболко, да коегзистираат и да не си прават штета еден на друг? Апсолутно. Апсолутно. Значи, со истражувања во моментите кога сме биле присутни во Преспа, кога сме вршиле промоција на системите за прскање, во системите за ѓубрење, во оптимизацијата на наводнувањето, бидејќи наводнувањето е многу сензитивно.
вие можете да имате колку сакате ѓубре на некоја почва, дури не дојде вишак на вода, која што ќе се процеди и ќе го однесе ѓубрето или пестицидот до езерото, тоа само не може да отиде. Значи водата е транспортер, дали водата што ќе направи ерозија на почвата или водата што ќе се процеди. Значи тоа е едно од најосетливите прашања, која ќе бидат оптимизирани. Верујте ми, и производот ќе биде подобар, и езерото, бидејќи докажавме дека се намалуваат и содржината на пестициди и содржината на биогени елементи во езерото. Значи тоа го докажавме. Може да коегзистираат. Меѓутоа, не можеме да очекуваме дека земјоделците сите ќе може да инвестираат. А секој земјоделец која се работи за дигитална алатка, сака таа да се однесува за неговата нива, за неговата култура, за неговата сорта јаболка. Он не го интересира дојава, знаеш што, во ресен ќе врне. Ќе врне ли на мојава нива? Значи, треба толку вода да ставиш, треба кој да стави, колку на мојава треба да стави. Они сакаат персонализирана информација. Не им ја понудивме се уште. Зашто не им ја понудивме? Бидејќи за да направиме за него индивидуална анализа е претешко и прескапо и не може да ги покрие тие трошоци. За цел ресен и ресенско поле може да се направи, меѓутоа тоа треба некој да го превземе на себе. Која е одржливоста? Само со влез на државата. Дали државата преку локалната самоуправа или државата преку централната власт, мене навистина ме е сеедно. Ама некој мора да ги поддржи тие земјоделци и системите кои што се градат за нив да останат во трајна употреба за нив. Професоре, некако многу сликовито ја представивте ситуацијата, каква е реалноста и со што се соочуваат земјоделците на терен. Ви благодарам многу за овој разговор. Ништо, ви благодарам вас за поканата. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас.